На Македонија и се заканува епидемија од ХИВ-сида. Ова е година во која однапред се знае дека ќе се зголеми бројот на заболени и на смртни случаи. Причини за можната епидемија се одлуката на владата да ги скрати парите за превенција за ХИВ. Во буџетот за наредната година предвидени се само 439.000 евра од потребните 1.057.000 евра. Глобалниот фонд го прекинува финансирањето за понатаму, бидејќи Македонија се декларира како средно развиена земја, каде годишно има повеќе од 3.200 евра по глава на жител. Декларацијата со која партиите треба да се обврзат да обезбедат превенција и лекување не ја подпишаа ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и ДПА. Треба да застане сега лично, како Никола Тодоров, не како министар за здравство, и да каже пред влада, пошто е вице-премиер, и пред собрание. Ние коригираме буџет, треба да се стават средства. Мислам дека е најмалку што тоа што може да добиеме, затоа што повеќе од година дена работеше на проектот, кај што партнерски работиме. И до добавањето на ваков буџет ние партнерски работиме. И сега работиме на имплементацијата партнерски. Меѓутоа, не се слушаме едни со други. Можни последици од ваквиот институционален однос ќе бидат дефицит на лекови за болните, ќе згаснат програмите и сите превентивни сервиси за ранливите групи за ХИВ, невладините организации ќе стават клуч на врата. Доколку се оптимизира цел овој буџет кој што ни беше на располагање изминатите 2 години кога Глобал фонд беше тука, ние ќе спречиме дополнителни 860 нови случаи на ХИВ, односно 290 смртни случаи од ХИВ до 2030 година. Ова бројка е уште поголема доколку воопшто не се финансираат ХИВ превентивните програми. Досега ситуацијата се држеше под контрола со помош на донаторските средства од Глобалниот фонд, кој во Македонија вложи 30 милиони евра. На Меѓународниот ден за борба против ХИВ-сида се одржува протестен марш заради скратениот буџет и поддршка на лицата со ХИВ. Годинава има 33 ново заболени со ХИВ. Досега се регистрирани 275 заболени, од нив 80 починале.